Почитувани сограѓани, во пресред на магичниот миг, кога стариот и излетен календар ќе го замениме со нов, чувствувам и потреба и задоволство, празничната радост да ја споделам со оние кои ги сметам за своји ближни, а тоа сте вие. Се раздалуваме од една година која многумина би сакале што побрзо да ја забораваат. Беше тоа година исполнета со бројни турбулентни случувања на глобален план, но и со низа предизвици со кои се соочи нашето општество, кои имаат негативни реперкусии врз нашето севкупно живење. Сиромаштијата се повеќе го разјадува ткивото на нашиот временски опстој и представува сериозна закана за човечкото достоинство. Луѓето се приморани да водат битка за преживување во таа трка и потрага по гола екзистенција. Забораваат на многу нешта кои го прават животот достоен за живење. Во едно такво време, човекот ни крив ни должен, честопати заборава дека е човек, па е принуден да пронајде одбранбен механизам против вистинските непријатели и лажните пријатели. Човековите доблести остануваат скриени во некои фиоки, додека луѓето ги живеат своите животи некаде помеѓу сонот и јавето. А толку малку е потребно сето тоа да го промениме на подобро, отварајќи ги споменатите фиоки. Доволно е само за миг да застанеме, да се подзамислиме за начинот со кој ги владееме нашите животи, да донесеме заклучок дека не сме сами во овој простор и во оваа време и така рестартирани да продолжиме да се движиме во вистинскиот правец. Животот е битка која мора да ја водиме до крај. Ние не сме во состојба да го избираме времето во кое ќе се родиме и ќе живееме, но можеме да оставиме белег и свој печат во тоа време. Дека е тоа така, покажуваме и докажуваме заеднички во изминативе години. И во оваа година која изминува, докажавме многу пати дека може и во вакви кризни времиња да се извојуваат победи. Таквите победи се најслатки кога наш заеднички интерес е градот и општината. Подеднакво вложуваме идеи, труд и љубов во остварување на тој интерес. Подеднаков ни беше стремежот кон успехот и подеднакво ни е правото да бидеме среќни и задоволни од тој успех. Поради сево ова и поради заедничкиот напор за искачување на уште едно скалило во развојот на нашата општина, бескрајно сум ви благодарен. Искрено се надевам дека Струмица е доволно добра мотивација, вака заеднички да продолжиме и во наредната 2012 година. Иако велат дека следната година ќе биде уште потешка од оваа, сепак сум убеден дека силната желба повторно да успееме во нашите добри намери ќе ги даде посакуваните резултати. Доволно е да веруваме во себе и да им вратиме довербата на оние кои некаде ја имаат изгубено. Во оваа време, кога и децата повеќе не веруваат во Дедо Мраз, имаме можност со добрина да разбудиме по еден Дедо Мраз во секој од нас. Да го јакниме сопствениот дух, да бидеме хумани, да бидеме солидарни, да знаеме да простуваме, да бидеме добри во секој поглед, затоа што добрината со добрина се враќа. Ајде во новата година да ги устрекиме нестрекните, да ги подкрепиме болните, да им помогнеме на сиромашните, да им даруваме вера на неверните, да подадеме рака и да подариме насмевка на секого кому му е потребна, за да ја видиме и неговата насмевка. Помагајќи му на другиот, ќе си помогнеме себе си. Со тоа ќе подигнеме Божји храм во нашите души. Можеби со тоа нема да го промениме светот, но сигурно ќе го промениме на добро нашето обкружување. Ние тоа го можеме. Со такви желби ви посакувам здравје, успех, благосостојба, берикет, лична среќа, љубов и семејна хармонија. Нека овие нешта бидат составен дел од вашето живење во 2012 година. Среќни празници, драги мои сограѓани!